إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد. Nije بإذن الله تعالى ke продолжиме со 8 hadis од ова изворетна книга, тоа е 40 hadisi од Хафиз ан-Навави рахимахуллах. Велит авторот: الحديث الثامن 8 حادث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتون الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. Во овој хадис, кој го пренесуват Абдулла ибн Умар радијаллаху анхума, велит дека посланикот салаллаху алейхи ва селам велит: мене ми се нареди да се борам против оние луѓе се додека да потврдат дека немат обожаван кој се обожава со право освен еден единствен Аллах субхана ва таала и дека Мухаммед е Аллахов пратеник. И потоа да го кланјаат намазот, да го даваат зекатот. Кога тие овие ќе ги направат овие работи, тогаш е нивната крв и нивното имање недопирливо. Освен со право во исламот. И нивниот обрачун е кај Аллах субханаху ва таала. И овој хадис е заверен во Бухари и Муслим. Велит имам Уthaymin рахимахуллах во објаснувањето на овој хадис дека говорот од посланикот салаллаху алейхи ва селем умирту ми се нареди. Кој му нареди на пегамберот салаллаху алейхи ва селем? Му нареди неговиот создател Аллах субханаху ва таала. Зошто пегамберот салаллаху алейхи ва селем е Аллахов роб. На него кој му слагат објавата од Аллах субхана ва таала и му се наредуват. Аллах субхана ва таала му наредува на пегамберот салаллаху алейхи ва селем и пегамберот салаллаху алейхи ва селем е задолжен за да ги спроведи тие Аллахови наредби. Потоа зборот од пегамберот салаллаху алейхи ва селем ен уqatila нас, да се борам, да војувам против луѓето. Се додека, не потврдат, ла илаха иллаллах ва анна Мухаммадан расулуллах. Вели шейх Уthaymin рахимахуллах дека المقاتلة غير القتل. На арапски војувањето, борењето не е исто како значајноста на убиството. Овде не е дојдено, ми е наредено да ги убивам луѓето. Зошто, како рековме, например, се збореше во време на пандемијата борба против непријателот кој не го гледаш. Борба е тоа. Се да убиваш ти некого тука? Не. Разбирате, во зборот борба и убивање има разлика. Борба против криминалството, против дрогата. Не значи ти да ги убиеш тие криминалци. Туку таа работа да се прекинита.
Значи, разбравте, има разлика ова. Има разлика, значи, меѓу борба, војување и убиство. Овде вели пекамберот салаллаху алейхи ва салам, значи, да војувам, не да ги убијам, значи, туку да војувам. Се додека да потврдат, значи, ла илаха илlallah ва анна Мухаммедан расулуллах. И во верата, значи некој да ја прими верата, нема приселување. Значи нема приселување, забрането да го преселиш некого да влезе во верата. Зошто влагањето во верата е на сама своја волја. Ти не можеш да му влезеш на човекот во неговите чувства и во неговото срце. Но тој кој му го отвора нему срцето за да ја прифати таа вера, е Аллах субханаху ва таала. Е Аллах субханаху ва таала. И вели Шейх Утемин рахимуллах, значи ел муқатала е многу поопширна. Значи војувањето, борбата е многу поопширна. Од што зборот убиство. Што кој е, значи, забрането да се убиваат луѓе. И таа работа, значи умирто е нуқатила нас, кога му се нареди ова на пекамберот салаллаху алейхи ва салам? Дали беше во времето на Мека? Не. Во времето кога имаше пекамберот салаллаху алейхи ва салам своја држава. Своја, значи, легитимна држава. Значи, оваа работа која правит? Значи, војуват, борба против криминалството, борба против крадењето, борба против корупцијата. Која прави таа борба? Поединци, индивидуалци, секој кој му текнало? Не, ова прави држава. Значи, државни органи кои се компетентни за тие работи. Не секој поединец, како ќе му текне нему, спроведуваат работа и прави, значи, тогаш каос и лејање на крв. Тоа е строго забрането во нашата вера. Говорот од пекамберот салаллаху алейхи ва салам хатта јешхеду ан ла илаха илlallah. Ла илаха илlallah, велит имам Утемин рахимахуллах, што значи ла илаха илlallah, еј ла ма'буд бихаққин илlallah. Немат обожаван со право, со заслуга, освен еден и единствен Аллах субхана ва таала. Значи шехадетот не значи немат Бог, немат Господ. Значи да веруваш во врска, значи дека Аллах е создател, Аллах е оној кој те снабдува со ризк, Аллах е, значи, створител и го управат универзот. Ова не те прави тебе муслиман. Значи да веруваш во теухид ер-рубубија не е доволно. Зошто целта за која Аллах субхана ва таала ги испратил сите пекамбери и објавил сите книги е теухид ел-улухија. Поради улухија се дојдени пекамберите, не поради рубубија. Рубубија го прифаќаат. Дури да му речеш на христијаните денеска, кај нас на македонците, во Господ, вели, верувам во Господ. Ама обожават Језуса, му опишуваат на Аллах субхана ва таала дека има дете и други неверства. Значи проблемот не беше кога дојде пекамберот салаллаху алейхи ва салам во Мека, не беше кавгата меѓу пекамберот салаллаху алейхи ва салам и неговиот народ, теухид рубубија. Кавгата стана и проблемот стана теухид улухија, кога пекамберот салаллаху алейхи ва салам ги повикуваше за тие са еден и единствен да обожаваат. Само еден Аллах субхана ва таала, кој има заслужено со право да биде обожаван. Зошто тој што создава, единствено тој има право да биде обожаван. Тој оној кој создава, тој е единствен кој има право да биде обожаван, други никој нема право. И затоа ова треба да биде, затоа е пекамберот салаллаху алейхи ва салам прва работа која напомна тука е шехадетот. Се додека да потврдат, значи ан ла илаха илlallah ва анна Мухаммедан расулуллах. Значи ти не повикуваш во твоето повикување во подобрување на ахлакот. Има такви луѓе, вели да се подобрит ахлакот, да бидеме вакви такви, што ти знам јас. Не, ти првин подобрија врската твоја со Аллах субхана ва таала. И за луѓето се ти колку и добар да имаш ахлак, понашавање,
и морал и карактер, ако твојата база, секој на работа има своја база. Како куќа ваш има база, темел, така? Темелот на сите темели во нашата вера е теухид. Ако тој теухид не е како што треба, ти џабе угаре се накитуваш, се разубавуваш кога темелите се огниени и не се и присутни можеби. Разбравте? Значи затоа ова е најглавната точка. Најглавната и најважната точка кој треба човекот да се запре. И затоа пегамберот салаллаху алейхи ва салам цели 13 годиња во Мека повикуваше само во ет-теухид, ет-теухид, ет-теухид. И исто во Медина после продолжи пегамберот салаллаху алейхи ва салам да ги учи и да ги подучува муслиманите и да ги повикува во теухид. Значи не речи пегамберот салаллаху алейхи ва салам во врска за теухидот доволно е 1 час да учиме. 1 час, 2 часа, сите го разбра, после тоа продолжуваме со други теми, не. И кој беше тој што зборуваше, што повикуваше? Мухамед салаллаху алейхи ва салам. Кој го сослушуваше него? Неговите асхаби. Луѓето со најдоброто разбирање во верата. Денеска луѓето не знаат ни арапски како први, имаат проблем. И тие што се арапи дури, како што вели Шех Албани рахимуллах, имаат големи проблеми во арапскиот јазик, не го разбираат доволно како што треба. И после велат за теухидот доволно е час 2. После остане други теми да зборуваме. И потврдувањето значи не е доволно само да потврдат ен ла илаха илаллах, туку ва енне Мухаммеден Расулуллах. И да потврдат исто дека Мухаммед саллаллаху алейхи ва салам е Аллахов пратеник, дека Аллахов пратеник. Потоа исто и да го клањаат намазот, Значи клањањето на намазот, како што вели Шех Уфемин рахимахуллах тука, онака како што е дојден и опишан во нашата вера. Значи не се клањат намазот како ти си го замислил, како ти си видел некого во твоите комши и не ти знам што каде, туку онака како што е дојдено во нашата вера, во нашата религија. И од најдобрите и најизворедните книги кои се напишани во нашето време, во врска со опишување за намазот, е книгата, како што вели Шех Ибн Баз рахимуллах, книгата на Шех Албани. Шех Албани има, значи, најизворедна книга напишано во нашето време за врска, значи, за опишување на намазот од посланикот салаллаху алейхи ва салам. Од почеток до крај. Како да го гледаш. Да, затоа треба, значи, да се трудиме, да ја читаме, да ја разбериме и да ја спроведиме. Трета работа, која напомна пегамберот салаллаху алейхи ва салам тука, да се извади зекатот. Значи да дадат зекат. На оние луѓе кои имаат заслужено. Значи да се даде зекат на оние луѓе кои имаат заслужено. Значи тоа е задолжност кој треба да се даде за оние луѓе кои имаат за давање, тоа е нивна задолжност кој треба да ја дадат, да ја извадат. На кого? На оние кои заслужуваат. Значи треба да пазиш во давањето на зекаат кому му го даваш. Значи да гледаш добро дали тој заслужуваат или не заслужуваат. Една работа. Друга работа, во многуте ситуации, и тоа е најчесто што се најдуваат, оние луѓе кои даваат зекаат, тие се мислат дека се, значи, доброчинци. И тоа е вистина така. Но оној што го примат зекаатот е поголем доброчинец према него. Зошто? Тој што го прима зекаатот, можете да го одбиет него. Ама тој е во сиклет после, во проблем. Тој треба да најде луѓе кои треба да им го дајат. Значи тој што му го прима нему зекаатот, му прави тој нему со тоа доброчинство.
се тој треба да го даде. Негово, тој ако умрит, значи денеска барат човек за зекат да му го даде. И не најдуват. И умират, тој имат одговорност пред Аллах субхана ва таала. А тој што му го одбива, тој немат одговорност. Тој едноставно не сака да му го прими него. Значи разбравте? Се многу луѓе овие работи некогаш значи ги алейки селам рахматуллах. Некогаш значи ги помешуваат. И Шейх Утхаймин рахимахуллах вели тука, значи давањето на закат е во врска со парите, значи 2,5% или 1 од 40. Значи 1 од 40. Истото ќе излезе на 2,5%. Само 1 од 40 е многу поедноставно да го израчуниш. Например, имаш 10.000 евра. Поделено на 40, тоа треба да го даш за закат. Значи поделено на 40, колку ќе излезе за тие пример? Не е така. Значи 10.000 поделено на 40 се 250. Значи 250. Значи увек можеш или значи на 2,5% да го рачуниш или значи поделено на 40. Значи 1 од 40. Тоа треба значи да го извадиш закат и тоа е значи задолжност. Тоа е задолжност. Ако ти не го даваш закатот, ти си значи грешник. Ти правиш гревови, ти тониш секој ден во гревови. Зашто тие пари не се твои. Аллах субхана ва таала те искушал тебе, што ти ги дал, за ти да му ги дадеш на оние кои заслужуваат. Зашто Аллах субхана ва таала е моćен, тој да ја направи твојата ситуација како тој другиот. Затоа значи треба во овие работи внимавање. Говорот од пекамберот салаллаху алейхи ва саллам илла би хаққил ислам. Значи освен со право значи на верата. Овде се работи значи со право на верата, оние казни кои се одредени во нашата вера. Што човек ако направи ова и ова ќе биде казнат вака и вака. Но спроведувањето на секоја и најмала казна што е, не се спроведуваат од индивидуалци, приватни луѓе. Тој што ја спроведуваат таја казна е државата, државни органи, кои се надлежени за тоа, официјално. Значи не ја прави значи спроведување на казната поединеци. Тоа е забрането. Зашто ќе дојде утре некој од фамилијата него ќе те нападне тебе. После фамилијата твоја ќе нападне нив. И кога ќе заврши тоа никогаш. А ваќе се знае значи државата. Затоа, значи овие работи и wa hisabuhum ala Allah. И нивниот обрачун е кај Аллах субхана ва таала. Значи ако некој лажно влагат во исламот, значи само тврдит надворешно ла илаха иллаллах Мухаммедун Расулуллах, но тој не е убеден, во неговото срце тој не е убеден дека ова е вистина. Повеќе чувствува тој дури и непријателство за оваа вера и за муслиманите. Но поради некои околности и причини го изговарат тој збор. Тогаш нас не преостанува значи на муслиманите ништо, освен да го рачуниме како муслиман. Тој се рачуна како муслиман, иако умри, му се кланјат дженазето, сите работи. Иако бил мунафик, неговиот обрачун е кај Аллах субхана ва таала. Значи не сме ти, или јас, или ние, или муслиманите, општо, ако дој човек и тврди шахадетот, ти да му велиш, јас се сомлева во тебе, не ти го примам. Ова е забрането. Значи тој е муслиман и готово. Ако лажи, сам себе си се преваруваат. Сам себе си се преваруваат. И потоа напомнува Шейх Утхаймин рахимахуллах неколку придонеси од овој хадис. Од тие придонеси се, значи, задолжноста на изговарање на шахадетот. И тоа да биде човекот, значи, тоа изговарање со неговото срце и со неговиот јазик. Зошто вели со неговото срце? Зашто ако не биде со срцето, тогаш е човекот мунафик.
тогаш човекот мунафик. Значи не сме да биде само со јазикот, туку ти треба да бидеш цврсто и убеден дека тоа е и вистина. И дека продолжува Шейх Утхаймин рахимуллах, да биде човекот убеден дека значеноста на шахадетот е ла ма'буд бихаққин илла Аллах. Немат обожаван со право, немат обожаван вистински. Некога ла ма'буд хақ илла Аллах. Значи немат обожаван со право, немат обожаван вистински, освен еден единствен Аллах субхана ва та'ала. Значи тоа е значеноста на шахадетот. Денеска муслиманите повеќе, ако ги прашаш што значи шахадетот ла илаха илlallah, вели немат Господ освен Аллах. Значи мене ми се случило на работа, Швајцарија, стар човек од тето, 60 години, може да повеќе 62 беше, што значи му реков шахадетот. Значи човек стар во години, животот веќе му поминал што се велите. Што значи ла илаха илlallah? И ми се пулеше. Првош му падна чудно прашањето. Значи ти го прашуваш него, значи за најважниот темел на верата. Што тој значи го слушал во езаните, во икаметите, во намазите, во бајрамите, во хаџоите. Секаде овај збор се слушат. Но што значи? Значи погрешно е да мисли човекот да значи шахадетот нема Господ освен Аллах. Ова не е вистинското значење. Но вистинското значење на шахадетот е ла ма'буд бихаққин илла Аллах. Значи немат обожаван. Зошто обожаван? Зашто тука сите влагаат они што се обожаваат. Кој да е? Дали е мачка, дали е страчка, дали е дрво, дали е Језус, дали е Мухамед, дали е ангелот, дали е друг, немат обожаван. Ла ли нефи. Значи овде ти негираш. Негираш, апсолутно негација. И само идет единствената исклучок. Илла Аллах. Илла Аллах. И затоа мушриците во Мека ова добро го разбираат пекамберот салаллаху алейхи ва салам. Ако беше дозволено да тие да обожаваат Аллах Джелешану и да обожаваат нивните кипови, нека немаше проблем тогаш. Ке потврдеа шахадетот и ќе се продолжија пак со нивните кипови. Како денеска многу број од муслиманите. Тој вели ла илаха илlallah, од нагроб му се моли на мртвиот. Вели ла илаха илlallah од кај маџоничарот. Вели ла илаха илlallah од кај гатачот. Мушрикот во Мека кога знаеше дека ако рече ла илаха илlallah, не сме до никај кипот него што ги имал, никај маџоничарите, никај гатачите, треба сите да ги анулираат, да ги негираат. Тој го знаеше тоа многу добро и затоа не го велеше. Денеска ние како папагали. Но ти можеш да го помниш овде во дуњалокот животот така, но утре ти ќе излезеш кај твојот Господар кој те создал тебе. Затоа ќе ти се бара тебе обрачун. Прво прашање во гробот е за тоа. За тој шахадет е првото прашање во гробот. Мен рабук. Значи, кој е твојот Господар? Овде твојот Господар, кој е твојот обожаван, кој си го обожавал со твојот ибадет. Значи, ти ако не си го сватил ова, ти на првото прашање паѓаш на испитот. Во гробот. Испит кој не се повторува 2 пати. И нема тука пријатели, побратими, марифети и рушфети. Сам си, сам осамен во тоа, танок штоф. Да, чеф, иначе. Во тој танок штоф, сам си, во таа темнина. Што ќе одговориш и тогаш? Ти треба се, брат, ние ако знаеме вистинската, значи, реалноста на оваа работа, ние многу малце ќе спиевме, а многу повеќе ќе работевме. Зашто тука е човекот, значи, за да збират дела негови, за тоа патување кој немат враќање. Не денеска муслиманите 50-60 години да се кланя или да не се кланя. Не би имат време уште малца. Брат, кај се најдуваш ти. И ова е слабост кај оние што не учат верата на муслиманите, што земаат пари на муслиманите, ги дерат муслиманите,
како кога ќе дериш една овца кожата, така им ги земате на муслиманите и парите тие, за ова направиле пари, за она направиле пари. Секој на работа извале работа, нешто се прави. Младоженци, затворање, отворање, клавање, ставање, излегање, што знаја, све пари. Раѓање после година на ова, на виджи, што ти зна, све пари само. А да им научат верата како што треба, не, за тоа немаат време. И во вистина ова да го знаете, да бидете сигурни во тоа, дека тие самите не знаат точно оваа вера како треба детално. Тие не знаат детално оваа вера. Тие слушнале нешто да им ги измијат очите на луѓето. Но детално да учат оваа вера не знаат, немаат багаж. И да го прашаш него за некој рабоче, слушај ги во трите темели што ги има научено, барање помош и другите рабоче, тој нема врска од тоа. Тој може да прв пат ги слуша тие зборови. А 20 години е вработен. 30 години е вработен. 40 години е вработен како оџа. Зашто жалосно е за да муслиман да мисли дека шехадетот ла илаха илаллах значи нема Господ освен Аллах. Ова го прифаќаш и Ебу Лехеб и Ебу Џехел. Значи Ебу Лехеб, кој е фараонот во овај уммет, од најголемите непријатели на оваа вера. Тој знаеше дека нема Господ освен Аллах. Кој создава, кој дава ризк, кој го управа целиот универзум. Нема никаков проблем тој во тоа. Никаква кавга немаше тој во тоа. И денес кога можеш на муслиман што 20-30 години роден и во оваа вера, вели ова е значењето. Истот придонесите во овај хадис е дека задолжност е на муслиманите да го клањаат намазот. Задолжност. Значи не е кому ќе му кефнет и како сака, не, задолжно е да го клањаат намазот. И потоа исто задолжност е на муслиманите, на оние кои имаат, кои достигнуваат тоа имање и богатство, да дадат зека, И потоа вели, значи Шейх Утхаймин рахимахуллах, на крај нивниот обрачун е кај Аллах субхана ва таала. Значи и на самите пекамберот имаат негова задача да го пренесет. Она што му се објавува нему од Аллах субхана ва таала, да го пренесет. А потоа, значи, останува тоа кај луѓето дали ќе го прифатат или не. Ако го прифатат, самите ќе бидат среќни и во дуњалокот и во ахиретот. Неприфаќањето ќе биде на нивна значи сметка и тие самите значи ќе водат живота тажен живот. Зашто тој што те створил тебе, тој знае најдобро што имаш ти потреба за да живееш спокоен, среќен живот. И ти ако не се придржуваш на тие објави, кои тој тебе ти ги објавил за да живееш спокоен и сигурен и мирен и среќен живот, на крај ти имаш спротивно тие работи да живееш. Во темниња, во неспокојност, во страв. И вели Шейх Утхаймин рахимуллах, исто и на оние значи кои ги имаат наследено пекамберите, наследено значи во нивното знаење. Значи ги има наследено во нивното знаење, исто е за нив само значи да пренесат. Како вели Шейх Албани рахимуллах повеќе пати спомнуваше, за нас е значи луѓето да ги упатиме. Значи за најдоброто, да им покажиме значи упатството, значи со аргументи. А после дали ќе се усвари упатството на срцата или не, тоа не е наша работа. Не е наша задача. И затоа вели Шейх Утхаймин рахимуллах, ти како повикувач во верата, како даија, не се натажувај. Ако некои луѓе не го прифаќаат твоето повикување, зашто твојата задача е ти да го пренесиш. Дали ќе прифатат или не ќе прифатат, тоа останува кај нив. Тоа останува кај нив.
Следниот хадисот број 9, велит авторот الحافظ النووي رحمه الله: الحديث التاسع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. Во овај хадис, кој го пренесуват Абу Хурейра радијаллаху ан, кој е заверен во Бухари и Муслим, дека пекамберот салаллаху алейхи ва селам вели: кога ќе ви забранам некоја работа, оддалечете се од неа. Значи не само да не ја правите, ова фечтенибу на арапски е многу поинтензивно од што кога да се рече некого, значи оставија. Фетруку, например. Фетруку значи арапски исто оставија, но фечтенибу значи оставете ја и со дистанцирана од неа. Значи таа да биде во една страна, ти да седиш во другата страна. Значи ни да те иде, да не те иде ни на паметот да му се приближиш на нејзи. А не па да ја направиш. Значи кога ќе вели пегамберот салаллаху алейхи ва салам, кога ќе ви забрана нешто, значи оставете го и да се дистанцирате. Ва ма амартукум бихи фату минху мастататум. А кога ќе ви наредам нешто, тогаш извршете го тоа колку да можете. Колку да е тоа во вашата можност. Значи, вели Шейх Утсемин рахимуллах тука во објаснувањето, пазите добро внимателно колку прецизно пекамберот салаллаху алейхи ва салам тука артикулираше, значи зборуваше. Кога дојде во врска со забраната, оставете ја целосно. А во врска со наредбите, спроведување на наредбите, правите колку да сте во можност. И ова сега се поврзува со оние дерсови кои ги имам учено во Ел Мухаррар, во врска со намазот, кога човекот е болен. Значи, тебе ќе наредено да го клањаш намазот на ноќ за да бидеш. Така? Но ако не можеш, ќе седнеш. И ако не можеш да седнеш, ќе легнеш, ќе лежиш на која била страна. Како да ти е полесно. Значи, гледате, во наредбите, ако има, значи, спрема можностите. Но забраните секој ден може да ги оставите. Значи, не се бара ништо да направиш ти тука. Ти само го оставаш. Само го оставаш. И вели во продолжетак пекамберот салаллаху алейхи ва салам, навистина, она што ги уништи предходните народи беше нивните многу прашања и различни мисли спрема од нивните пекамбери. Значи, она што ги уништи предходните народи беше поради нивните многу прашања на нивните пекамбери, значи прашања без корист, без барање на вистината, но само прашања на дискутирање и на дебатирање и барање излез. Значи, кога дојде Муса алейхи салату ва салам им нареди за да заколат кравата. Така, прашуваа тогаш каква е фарбата, каква е кравата, како е ова. Значи, гледаш, многу те прашања. И на крај дури сакаа да остават, више не ќе направеа ништо. Зошто? Поради нивните многу прашања без корист. Без корист. И вахтилафухум. И да што имаат, значи, различно мислење од она што има пекамберите. Значи им се спротиставуваа во нивните мисли на пекамберите. Наместо да ги следат објавите на нивните пекамбери, следеа нивните лични мисли. И затоа, значи, вели имам Ибн Каим рахимахуллах, вели Ибн Каим рахимахуллах, кога ти гледаш кај еден човек што може би и летат во воздух, не се, и тој значи, тврди за себе си дека тоа му е нему, значи, керамет дано, керама.
Немој да се измамиш од него, значи немој да дозволиш, тој лета во воздух, ти го гледаш. Немој да дозволиш да се измамиш од него, се додека не го гледаш него, како се понашават и како делуват во наредбите Аллахови од пекамберот и во нивните забрани. Значи, дали тој се придржават во наредбите кои се дојдени во Куранот и во Суннетот, и дали тој се оддалечуваат од забраните кои се дојдени во Куранот и во Суннетот. Значи, ти твојата, значи, ова е значи вага кој ти него го цениш, го мериш. Значи, денеска луѓето што со емоции ги мерат луѓето. Излегол тука на YouTube, емоционално кажуваат, плачи, што ти знам јас. Иако кажуваат работи што не се вистински, луѓето мислат дека ова е алим, ова е знаен човек. И други работи, дури некој пат шејтански работи доаѓаат тука, луѓето ги слушаат нив. Наместо да гледаат, значи, каде е тој во наредбите кои се дојдени во Куранот и во Суннетот, и каде е тој кој се придржува, значи, во забраните, значи, да не падне во нив. И затоа, значи, оние луѓе кои вистински се придржуваат целосно на она што е дојдено во Куранот и во Суннетот на пекамберот салаллаху алейхи ва селем, се мал број. Но затоа вели Суфјан рахимахуллах, следи го патот на вистината. Кој е патот на вистината? Она што е дојдено во Куранот и во Суннетот. Со разбирање на селеф, на првите 3 генерации во оваа вера. Следи го патот на вистината и немој да се чувствуваш осамен поради малиот број кој го следат. Значи, гледаш, тие што го следат се мал број, што го следат целосно, вистинско од срце, вистинскиот пат кој е дојден, значи, во Куранот и Суннетот од пекамберот салаллаху алейхи ва селем. И затоа, значи, како што вели Хасан ал-Басри рахимахуллах, Аллах субхана ва таала следниот ајет го има направено тест за луѓето. А тоа е: "Кул ин кунтум тухиббуна Аллаха фаттаби'уни юхбибукум Аллах ва јагфир лекум ذунубекум." Значи, о Мухамед каже, ако вие навистина Аллах го сакате, тогаш следете мене, Аллах има од вас вашите гревови да ви ги опрости. Значи, имаше луѓе кои тврдеа за себе си дека го сакаат пекамберот салаллаху алейхи ва селем и дека го сакаат Аллах субхана ва таала, тогаш дојде овај ајет, објавата на овај ајет. Значи, ако вие Аллах ин кунтум тухиббуна Аллах фаттаби'уни. Значи, оној кој искрено го сакат Аллах субхана ва таала, тој има да го следи пекамберот салаллаху алейхи ва селем во сите работи. И тој ќе сака да изгледат во неговиот изглед како пекамберот салаллаху алейхи ва селем. Не како некој Роналдо и како Мајкл Џаксона. Не, така денеска муслиманите. За жал се тие се зажалени во вистина. Кој да е од нема падна во такви слабости. Ти ако вистински го сакаш, секој ден да му застанеш пред џамија и да го прашуваш го сакаш Аллах, што ова прашање ти ме навредуваш на своја прашање. Така денеска муслиманите толку се на храбри и сигурни во себе си. Омер ради Аллаху ан вели дека дојдеше еден глас од небото и велеше сите се во џеннет, освен еден не, јас имав страв, јас да бидам тој еден не. Денеска муслиманите нигде никаде од верата, никакво разбирање од верата, никакво практикување од верата, мислите ка него нема, тој е најдобар. Тоа е све, значи, измама од кого? Од шејтанот. Од шејтанот. И затоа напомнува тука повторно Шејх Усаймин рахимуллах, дека, значи, има разлика во врска со забраните и наредбите. Во врска со забраните, човекот може целосно да ги остави, нема потреба да ги прави. А во врска со наредбите, има можност да ги направи,
или немат можност. Например, хаџот. Хаџот барат од човекот да имат финансиска можност и да имат здравствена можност. Ако не може, тој е оправдан. Ако не може, тој е оправдан. Но оној што може и што ги има двете можности, тој не е оправдан. Тој треба што побаргу хаџот да го направи. И ако умрит и имал можност да го направи хаџот, и финансиска, и здравствена, тој ќе има голем проблем. И не треба да вели, не јас ќе чекам да направам едно 60 години, па после ќе одам на хаџ. Како што кај нас највише така е, значи, расширено. Чекај 60 години, ќе направи 70, тогаш ќе одам на хаџ. Ти појди сега, кога си здрав. Не, кога ќе појдеш таму со 60 години и цел ден в хотел стоиш. И си пушат цигари цел ден в хотелот. Се надвор не смеат да пушат, не дозволуваат. И цел ден си пушат, значи, в хотелот. И фачаат само мани. Ајде дојме таму, не може. Ајде дојме таму, не може. Ајде в џамија за намаз, не може. Значи ти еднош ти се овозможило во твојот живот да појдеш на хаџ и тогаш тука не одиш да ги кланеш намазите кај чабето или во џамијот од пекамберот. Таки се нашите луѓе, да знаете. Првиот ден сакаат да видат како е што е, да видат мермерот како е, што ти знам лустериите, стубоите. Тоа им интересира. Не да за ибаре тука да прават, интереса стубој, не видел стубој кај нас тој. Стубој таму да гледа тој шо. И после другиот ден не го гледаш после в џамија, ретко. Све мани фачаат. Ме боли ова, ме боли она. Лежи ностоп в кревет. И ќе дојде овде, вели, јас со аџија сега. Јас со аџија, знаете, само не се збори сега. Како што велеше Омар ради Аллаху ан, кога гледаше така, значи кога се расшири исламот многу во сите, значи во многу места, иде луѓето многу на хаџ. Многу, значи големи бројки. Омар ради Аллаху ан кога ги гледаше, нормално тоа треба да се прави тебе чефот. И Омар ради Аллаху ан беше халифа во тоа време. Но видите како размислува асхабите на пекамберот салаллаху алейхи ве селем. И како, значи, каква остроумност има. Омар ради Аллаху ан велеше, многу идат на хаџ, но малу се враќаат со хаџ. Значи, многу идат, бројден голем, кои идат на хаџ, но со примен хаџ, како што треба бит извршен, е мал бројот. Ова го рече Омар ради Аллаху ан за неговото време, брат. Како е денеска во нашево време. Ој на хаџ не знае ништо. Не знае ништо за хаџот. Никакви правила од хаџот не знае. Ој на хаџ. Треба, значи, вистински човекот да чувствува страм на себе си. Страм. Да дозволи, значи, за таков врвен ибадет, некој да го води него како едно животно. Ајде, дојди тука. А зошто? Не знам, треба така да правиме. Значи, ова е врвна слабост. Врвна слабост. Ти ќе правиш нешто дома твоја. Ќе кречиш, ќе правиш, ќе фарбаш. Бараш мајстори, бараш до подобра фарба, бараш ова, бараш она. Се спремуваш. Не правиш само фрлија фарбата со кофата, нека да се истори сама после. Така? Ова кажува дека дуњалокот е многу позакоренет во нашите срца од што она што е кај Аллах субхана ва таала. А кај сахаба беше обратно. И исто во овој хадис е доказ, како што вели Шейх Утајмин рахимуллах, дека наредбите од пекамберот салаллаху алейхи ва селем треба да се следат, а забраните да се остават. Значи не смее човек да рече она што е дојдено во Куранот, јас се придржувам, она што не го најдувам во Куранот, ја нема потреба да се придржувам. Зашто пегамберот салаллаху алейхи ва селем вели, јас она што ќе ви го забранам, јас, значи вели, оставете го. Она што ви ќе го наредам, правете го колку имате можност. Зашто и сунетот од пегамберот салаллаху алейхи ва селем е објава. Зашто Аллах субхана ва таала што вели? Ва ма јантиқу анил хава. Тој навистина не зборува од неговите страсти. Ин хуа илла вахјун јуха. Навистина тоа што го кажува, тој е објава која му се објавува на него. Која му се објавува, од кого му се објавува? Од Аллах субхана ва таала.
И од знаците на верниците, е да се вратат во нивните недоразбирања и несогласувања, да се вратат назад кај пекамберот салаллаху алейхи ве селем. Значи во текот на неговото живење кај пекамберот салаллаху алейхи ве селем, после неговото умирање кај неговиот суннет, што е зачуван до денеска. Зашто Аллах субханаху ва таала вели: "Фала ва раббик ла ю'минуна хатта юхаккимука фима шаџара бейнахум." Аллах се клони во себе си свој. Не, кај твојот Господар. Тие не верувале. Значи, тие не го исполниле иманот како што треба верувањето, се додека да те направат тие тебе судија за оние работи кои се случуваат меѓу нив. И потоа ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. А потоа кога ти ќе осудиш кај нив за некоја работа, тие не чувствуваат никаква теснотија во нивните гради. Значи има човек, значи го прифаќа некоја работа надворешно, но неговите гради се стеснуваат. Чувствува, значи, неудобност во неговото срце. Не, верникот, она што го осудил пекамберот салаллаху алейхи ва селем, го прифаќат со расширени гради. И не само тоа, и потоа му се предаваат на тоа, на таа осуда. Е прифаќаат целосно, не со резерви. И говорот од пекамберот салаллаху алейхи ва селем, значи кефрату месаилихим, значи вели Шейх Утајмин рахимахуллах, многуте прашања, значи кои ги поставуваа на нивните пекамбери, но во вистина без корис и без барање во нив, значи упатство за да го спроведат, туку само да бидат во дебата и во дискусија. Исто wa ихтилафухум ала анбияихим, значи исто различното размислување од нивните пекамбери. Што значи за нас, за да бидеме зачувани од оваа загуба и од ова уништување, да ние треба да се трудиме да го следиме патот на пекамберот салаллаху алейхи ва селем. И некога ќе дојде некоја наредба од пекамберот салаллаху алейхи ва селем да се прашуваме, па треби сега или не треби. Туку кога пекамберот салаллаху алейхи ва селем во Медина ќе им наредеше нешто на неговите асхаби, сите без исклучок се трудеа во најбрзен момент и најбрзо време да го спроведат тоа. Не чекаа, значи, да поминат годиња. Ти не знаеш кога е смртта твоја, ти не знаеш, ти тоа не го немаш во твојата рака. Тогаш не велиш јас ќе чекам уште олку и толку да поминат до годиња и време за да почнам да практикувам. Туку сахаба одма практикува. И зато Аллах субханаху ва таала им даде берикет. Аллах субханаху ва таала. Ние џабе денеска што сме 1,5 милиарда, нема никаков беричет. Зошто? Зошто муслиманите не се придржуваат на нивната вера. И не, значи, нивен пример, искрено пример нивни, пекамберот Мухамед салаллаху алейхи ва селем. Не е доволно, брат, ти да пишуваш на твојот Facebook или на твојата мајца или фанела или што да е, I love Muhammad. Има таке се извадиле или капче што ти знаеш што се, I love Muhammad. И мислите дека тој со тоа више добар верник е, направи некоја добра работа. Тој е збор, голем збор, но тој збор бара содржина, бара дела, бара работа. Не само обично да го напишеш. Зошто сега може би мода да се пишува тоа, јас ќе го напишам и јас. Не. Тој збор бара дела да правиш. Да го следиш во дела пекамберот салаллаху алейхи ва селем. Да ја покажеш твојата љубов спрема пекамберот салаллаху алейхи ва селем во неговото следење. Потоа напомнува Шейх Утајмин рахимуллах неколку придонеси од овој хадис, од нив е дека човекот е задолжен да застанет и да не ги прави оние забрани
кој ги забранил пекамберот салаллаху алейхи ва селам. Значи, тука е негова граница. Се придржува тој. Се придржува. И што повеќе човекот се покажува покорен во оваа вера, што повеќе се појачува неговата среќност и спокојност. Значи, нема да мисли човекот обратно, ако тој што повеќе се упатуваат, ќе ги изгуби тие другарите по кафичите таму. Сега ќе пушта брада, ќе носа така пантолони сирвали, шарвали, како ги велите вие, и после мене другарите не ќе ме сакат, немаш потреба за нив. И плюс, оние луѓе кои не се упатени во исламот, правилно упатени, нивното друштво и другари е многу ограничено и многу сиромашни се тие. Албанците се дружат само со албанците. Македонците со македонците. Збора за вистинско друштво, не друштво на работа, што имаш некој колега, се поздравуваш и још некој каш на кафе. Вистинско друштво. Ти дали имаш врска со некој од Пакистан, о некој од Индија, о некој од Алгерија, немаш врска. Но исламот овие ти ги отворат овие врати тебе. Значи, како вие кој бевте на умра тогаш, со тие браќата од Јемен, ве знаете и вас. Значи, немаш никаква ни фамилиарна врска, ни трговска врска со него. Едноставно те гледате кога си муслиман, те почитуваат и те сакат. Тој од крај света, ти од кај си дојден. Ти не го знаеш јазикот негов, тој не го знае јазикот твој. Но може би поучите цените те сакат, од твојот комшија што знати јазикот твој и другите работи. Така. Значи, разбирате се, луѓе многу мислат некако се упатаа во исламот и вака, значи строго треба, ја треба да остава цел народ тогаш. Не, брат. Така шејтанот те плаши во вистина. За да не се упатиш, за утре да бидиш загубитник. И тогаш шејтанот се откажува од тебе. Значи, на судниот ден шејтанот се откажува од оние кои него го обожавале и го следеле. Се откажуваат. И колкава е таа горчина, кога ти треба да сватиш на судниот ден, дека си во погрешен пат. И оној кој си го следел се откажува од тебе. Преварен и горчина, значи внатрешна, што не можеш да опишеш, брат. Зашто ти знаеш. Значи, замисли сега некој тебе во дуњалоков те измамил за некоја работа, а не чувствуваш во своето срце горчинство и ја заприметуваш таа, значи работата дека тој те измам. Како и на дуњалоков се повтора шанса, друга, трета, петта, како на судниот ден ти немаш повеќе шанса. Таа ти единствена. И ти сваќаш тогаш дека си во погрешен пат си бил. Да. Пропаст во уништување целосно. Затоа, брат, значи, ние треба да ја фатиме, да се држиме за оваа вера сериозно. Без, значи, да размислуваме за работе, што само шејтанот ти ги стават како весвеси. За да те ослабит и да те оттаргнит, да те оддалечит од вистинскиот пат. И вели Шејх Утемин рахимуллах, важна точка од придобивките, тука, забраната, значи кога ќе ви забрана за нешто, оставете го, оддалечете се. Содржува забраната дали е тоа мала работа, мало нешто или голема. Значи не значи само пример тука вели Шејх Утемин рахимуллах, неколку евра со камата дозволени се. 5 евра, 10 евра, 50, дозволено. Ама сега работа со големо не е дозволено. Не. Дали се тие 5 евра со камата или 500.000 евра со камата, забрането. Дали е тоа пола чаша со пиво или вино, или дали е тоа 50 пива што ги пиеш ти, забрането. Значи, нема да мисли некој малце може. Малце може, ама многу тогаш не чините. Забрането. И некои паметни муслимани, тие не се паметни, тие се глупци, велит, слушнал велат, малце пивце или винце за јадење, појадење, што ти знам што палаври кажуваат, било здраво. Има такви муслимани што значи се занесуваат за бубрезите, за што ти знаја, значи за паметот него што не му е тамамма и други работи.
Истите, затоа ние, како што вели Шех Салих Ел-Фаузан, хафидахуллах, ние не гледаме нашава вера да ја реферираме, односно да ја аргументираме со работи кои неверниците ги докажуваат или ги негираат. Пример, ваќе земјата, круглеста. Сега ние веруваме дека е круглеста земјата топка, зошто рекле неверниците? Не. Тоа е во нашата вера исто. Или други работи кои се потврдуваат дека се штетни, епа и во нашава вера е тогаш ние го прифаќаме. Не. Дали тие потврдуваат, дали е тоа штетно или нештетно, дали тоа е добро или недобро, нивните оценувања нема никакво влијание во твојата вера да ја практикуваш. И тие колку вели Шех Салих Ел-Фаузан, вели неколку пати велат некој работи ваќе се, после 10 години излегле други научници, што ти знам јас, истражувачи, другото го тврдат. И ти што ќе правиш, ќе играш со твојата вера. Затоа, значи, исто е дојдено, баш пред неколку месеци го прочитав и ми падна чудно, сега дури докажале тие, што докажувале до вчера дека малце една чаша била добра за бубреците, што ти знам ја такви лаги, сега истите велат, не и една чаша била штетна. Значи ти до вчера 30 години се базирал на нив. Одено што велат тие тебе не една чаша е штетна. Што ќе правиш сега? Гледаш играта? А ти ќе видиш сврзна твојата вера. Дали ти велат штетна или не штетна, тебе не те интересира. Ти знаеш дека во Куранот стои и тоа е штетно чим е забрането за тебе. И готово, точка. Да. Ама тоа кажува слабост кај муслиманите. Слабост. Исто вели Шех Утемин рахимуллах од придобивките на овој хадис е дека оставањето на некоја работа е полесна од што некоја работа што ти е наредена да ја правиш. Зашто ти оставањето го оставаш само. Не пи алкохол, го оставаш. Не може нешто да правиш тука. Да чиниш. Го оставаш едноставно. Ама кога ќе ти нареди нешто да го правиш, клањај го намазот, значи треба да се барат од тебе дела да правиш. Да земиш абдес, да имаш вода, па да одиш во џамија. Тие работи све се поврзани дали си во можност или не си во можност. Дали е падот отворен или не е отворен, дали има снег паднато или има голем дожд и сите други работи што треба да ги земиш во предвид. Значи овие се како бази што треба да ги земите вие со вас исто. Се многу пати прашањата баш во овие работи. Ама ти кога имаш база, што рече Шех Утемин рахимуллах, оставањето на забраната е многу полесна од што кога треба да направиш некоја наредба. Кога ги имаш во база ти се. Се некој тиде тебе некој работа за прашање за хаџот, прашање за постот, прашање и тој човек има болки, има работа. Ти се врачаш на оваа база. Значи, не значи дека јас или кој да е друг, дека ти сите меселиња во Медина ги имаш поминато научено. Во Медина ти дава тебе база која се подготвуваш во знање. Потоа ти се враќаш увек на тие бази и од тие бази градиш. Како и кој да е друга наука, медицина. Не значи тој докторот пред да стане доктор дека сите операции ги направил. Тој сите операции ги направил, сите врсти на болест ги третирал, ги лекувал, не. Но тој има база во медицинава. База кога ќе му дојдеш ти нему и му кажуваш имаш овие симптоми, тој со тие бази што ги има научено, знаат како да те третират, како да се понашат и така натаму. Такви су во работењево, во занати. Не значи дека ти во занатов сега кај мене, пример ти главниот мајстор што ги има, си научил сите чошови да ги правиш. Јас ти ги кажал со рака секој еден чош како да го правиш. Нема да дојде секој еден чош. Пак ќе дојде некоја ситуација, некој извартен зид, после 10-15 години јас не сум ти го покажал како се прави. Но ти дека имаш база сега, ти знаеш него да го изведиш. Значи секаде исто така во верата треба да земиш бази. Кога имаш база, ти знаеш како да работиш тогаш. Но за жал тоа им фали на муслиманите. Тоа им фали базите. Нема здрави бази. За да имаш здрави бази, треба некој ти научи. Не ти кажуваат неделни вестника. Се така, значи по џумаите, по ходбината, неделни вестник се кажуваат. Што се случило во текот на неделата. Наместо да ги научат како што треба верата, им кажуваат неделни вестник и ги замораваат така муслиманите.
Исто вели Шейх Утемин рахимуллах, придонесите тука во овој хадис се, во врска со наредбите, кога ќе му се нареди на некого некоја работа, значи наредба во верата. Ако не може, вели Шейх Утемин рахимуллах, ако не може тој таја задолжност да ја изврши целосно, нека изврши онолку што може. Значи нека изврши онолку колку што може. Значи ова е проблем и кај нас исто. Немој да се клања на нозе, го остава скроз намазот. Да, ова е познато кај нас во нашата околија. Немој да се клањат, или кога е патник, немој да ги клања сите намази во свое време, и тогаш цели 5 намази ги остават. Тој немој има право да ги спојдва намази, па моти во времето од пладне икиндија или во времето на икиндија, пладне икиндија и така натаму, и да задолжне ти со икиндијата допред акшамот малце, пола сат и така натаму. Значи има олеснување. Тој не. Чим не може секој намаз во свое време, сите не ги клања. Ова е голем греф, огромен греф. Некој алими велат ако еден намаз оштаеш, кафир си, неверник. Значи еден намаз, брат. Затоа, значи, ако не можеш некоја работа, некоја наредба, значи, да ја извршиш целосно, не оставај целосно. Не оставај целосно. Така што, последната точка, придонес кој го напомнува Шейх Утемин рахимуллах, со тоа завршуваме вечерва, вели Шейх Утемин рахимуллах, во овој хадис содржува жестока предупреда. Не само предупреда, жестока предупреда. Дека да не бидиме во спротивност со нашите мисли со патот на пекамберите. И дека е задолжност, ваџиб, задолжност за муслиманот да биде во склопка на она што се дојдени пекамберите. На она што се дојдени пекамберите. Зашто тоа што се дојдени пекамберите, тоа е објава, брат. Тоа е објава. И тука е твојот спокој и мир и сигурност и среќност. Значи денеска во овај динамичен живот луѓето патуваат на секаде за, значи, да мислат дека ќе бидат среќни ако појдат таму, ако појдат во Дубај и да поминат 10 дена таму или во Истанбул или што знаја, одат бара, зошто патуваат тој? Патувањето треба пари да имаш, да потрошиш пари, па не само парите, и да се изнамоштиш, да се замориш. Така, сите овие работи тој ги зема на себе си за да осети некое задоволство. Да добие некое задоволство. Тој го прави тоа за да има некое задоволство во себе си. Не може човекот да осети поогромно задоволство и подобро и потрајно од што да биде покорен спрема својот Создател. Тука е задоволството, брат. Тука. Така што тука ќе застаниме, би'идниллахи таала, и во идниот дерс, значи идната недела во четврток, ќе продолжиме со хадисот број 10. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.